знаеш дека си македонец ако носиш скапи наочари и брендирана мајца, а џебот ти е дупнат ко гума од југ. Има луѓе што немаат пари за струја, ама имаат пари за iPhone. И никој не прашува како. По денешнава епизода ќе нурнеме во нашиот колективен талент да изгледаме богати без кршена пара. Во држава каде просечната плата е доволна само за преживување, ние успеваме да глумиме дека живееме во серија на Netflix. Се китиме со брендови, се расфрламе со сториња на Инста, а внатре гори. Ова не е туторијал за богатење. Оваа епизода не е за да ти продадам решение. Ова е огледал, да си се погледнеш, но без Instagram филтер. Ке се смееш, ке се почувствуваш погоден. Можеби ке го избришеш последното стори од кафана, ама барем ке дознаеш дека не си сам и дека сите сме во истата драматично комична сапуница, наречена македонскиот стил на преживување со поза на луксус. Пред да започнеме, стисни subscribe. Не боли, а и не чини пари. Повеќе си потрошил на сенки и гел за коса што не држи. Мене не ми треба многу, само малку пари, разбирање и едно subscribe. Немој да бидеш како тие што само гледаат, а никогаш не стискаат subscribe. Знам дека ви има и такви, затоа сега е моментот да стиснете subscribe. Знаете ли што е најголемата уметност во Македонија денес? Не е сликарство, не е музика, не е филм. Најголемата уметност е да изгледаш богато, а да немаш пари, ама баш никад. Сите ја владееме оваа техника. Некој со магистарска диплома, некој со докторски труд, ама сите сме барем со вечерна школа на Академијата за сиромаштија со сјај. Според државата, просечната плата е 36.000 денари. Ама според Инстаграм, сите сме минимум мидл клас од Цирих. Факт. Зема плата 20.000, ама има iPhone 15 Pro Max, солариум 2 пати неделно и секој викенд кафана, наргиле, сепаре. После тоа слика со опис. Work hard, play harder. Какво work, каков hard? Кој play harder со плата што не ти стига ни за бензин од дома до козметичарката или до кладилница. Имаме посебна македонска болест. Сиромаштија со голем апетит. Имаш 3000 денари во џеб, ама влегуваш у лаунџ бар со крокодилна мајца и со пијачка од 500 денари. Зошто? Да не бидам селјак. Брат, не си селјак ако не пиеш чилас. Реален си. Ајде искрено. Колку луѓе познавате што ја плаќаат сметката со картица и вика, нема врска, ке легне плата, а не легнува ништо, освен душата. Во Македонија кола ти е статус. Не дали имаш, туку што возиш. Одиш, земаш кредит 7.000 евра. Купуваш BMW со 380.000 километра и вратена километража на 180. Нема останале пари за зимски гуми, па вози со летни. Во Македонија не си човек ако не возиш нешто германско. Не мора да работи, само да го има знакот напред. Дури и ако не пали секој втор ден, важно е на Инстаграм да има стори. My Beast, German Engineering, Diesel Power или брат, животот е патува. А патувањето му е дома, кладилница, бензинска, сервис. Ние сме генерација што си купува живот на рати. Телевизор на 12 рати, лаптоп на 18, телефон на 24 рати. Имаш iPhone 15 Pro Max, ама пушта змија кога треба на некој да се јавиш, оти немаш пари за импулси. Само доверба, вклучена со телефонот, а мозокот, тој се уште е во пробен период. Луѓето ќе се утепаат да земаат кредит за да одат во Грција 5 дена на одмор, ама не сакаат да платат 1200 денари за заболекар. Зошто? Затоа што патувањето е контент за на Инстаграм, а видот не е. Во Македонија постои нов вид на елита – Инстаграм елита. Слики од вечери со тартар, гуакамоле и суши во скап ресторант. Под нив кепшен. Нека тргне вака цел месец. Ама во реалност, после сликата, половината порција се носи дома за сестра ми, а сестрата не постои. Имаме навика се да не изгледа убав, само на слика. Телефон со маска Gucci, на маса кафе со срце од млеко, позадина со фейк брик стил. Ако сакаш да ја препознаеш вистинската состојба на некој, не гледај што носи. Оди му дома. Кај нас станот е шоурум. Гости, кога ќе дојде, се свети. Кога си сам, се гасиш за да заштедиш струја. Се е по шаблон. Полица со книги што никој не ги чита. Свеќа од Икеа. Екзотични цвеќиња, речиси и сушини, но се уште стојат во некој ќош. На зид мотивирачки цитат. Животот е убав, а под него сметка одевана со жолта лента.
опомена пред исклучување. На хартија сме сиромашна држава. Во реалност нема место во кафана, во сабота вечер. 70% економијата ни е кеш. Никој не бара фискална, струјата не се пријавува, во градинка се даваат 200 денари месечно за донаторски фонд. Ама никој не знае каде одат парите. Земаш кредит, купуваш, се фалиш, објавуваш. Остануваш без пари, земаш друг кредит. И така, повторливиот циклус на сиромашниот луксус. Имаме култура да инвестираме во изглед, а не во капацитет. Ке купиме Луи Витон ташна, копија, секако, ама нема да платиме курс за компјутер. Порано се велеш, облеката не го прави човекот. Сега, филтерот го прави ликот. Се лажеме сите, и тоа ни е удобно. Владата лаже дека платите растат. Народот лаже дека троши од свој кеф. Сите знаеме дека ни едното, ни другото е вистина. И на крајот сите губиме. Личноста губи иднина, државата губи буџет, народот губи волја. Поентата не е дека не сме способни, туку дека сме се навикнале да живееме по инстаграмски правила, а не по реални. Ама некако ни е удобно. Не сакаме промена. Сакаме лајкови. Не сакаме стабилност, сакаме слика со пијачка на сепаре. Ако барем еднаш си купил нешто што не ти треба, со пари што ги немаш, за да им покажеш на луѓе што не ги познаваш, не си сам. Само не продолжувај така. Нема крај таа пирамида. Сите сакаме да живееме подобро. Но вистинскиот луксус е мир во глава, а не лово на кошово. Бити богат таму каде што тајмилго се гледа, во изборите што ги правиш. На крајот од денот не е важно дали изгледаш скапо. Важно е да не ти звони телефонот од ванка. Стилот ти минлив, а долговите со камата. Најголемата промена не доаѓа од пари, туку од тоа кога ќе престанеш да се лажеш. Живе вистински, а не виртуелно. Можеби нема да изгледа фенси, ама барем ќе биде твоја. Биди паметен, не спектакуларен. Ако стигна до крајот на видеото, значи имаш вкус или време, или си изгубил клад. Биди човек, стисни subscribe. Не мора да гледаш, само да се брои дека има subscribe. Ама ако се претплатиш, ќе имаш добар карма и уште вакви глупости. Вин-вин ситуација. Виде не боли, а и не бара пари. Фала фелографери, што изгледавте и оваа епизода на Фелографи подкаст. Се гледаме наскоро.